Здраво! Еве сме повторно заедно во уште една лекција од веб-курсот Пат до извозот во 20 чекори. Јас сум Марија Месторовска-Спирковска и имам задоволство да ве водам во лекцијата со наслов Настап на надворешен пазар. Овој е-курс е дел од прекограничниот проект Трговија без граници и е наменет за извозници почетници и оние кои размислуваат да отпочнат со извоз. Носители на проектот се Предприемачкиот информативен центар за развој на мали и средни предпријатија од пограничниот регион на Битола и неговите грчки партнери, а неговата реализација е финансиски поддржана од Европската Унија. Проследете ја оваа и останатите 19 презентации на македонски јазик и зајакнете ги вашите предприемачки знаења и извознички вештини. Веруваме дека ова е неопходно на секоја домашна компанија која сака да опстане и расте во денешното пазарно окружување во кое глобализацијата е главен чинител. Постојат повеќе начини или модели за настап на веќе избраниот странски пазар. Од изборот за настап кој ќе го направите, ќе зависи понатамошниот успех на вашите извозни активности, како и финансискиот бенефит кој ќе го постигнете. Затоа, најтопло ве поканувам да ја проследите презентацијата на мојата колешка Сузана Трајковска-Кочанковска, која за вас подготви корисни информации и совети. Имате можност да ја збогатите вашата терминологија и знаење за настапот на надворешен пазар. Преку постоечките примери да проверите кој начин за влез одговара на соодветниот пазар и да креирате собствена комбинација. Започнуваме со основните елементи од аспект на пазарот и производот, за на крај да ви понудиме матрица за настап на соодветниот пазар. Оваа тема е многу широка, со различни категории и поими. Ние ќе зборуваме за најчестите модалитети. Кој влез на пазар е најдобар? Сето тоа зависи од вас. Можностите се од мал ризик и скромна инвестиција до висок ризик и големи инвестиции. Најчесто фирмите започнуваат со основниот начин извозот, а потоа воведуваат напредни модели, за што следи објаснување понатаму. Изборот е базиран на капацитетот на извозникот и на потребите на земјата каде што се извозува. Главни критериуми за влез во одредена земја зависат од типот на фирмата, карактеристиките на пазарот, самиот производ, микро и макро окружувањето, трошоците за влез и секако која е целта на фирмата. Дали сака да биде пазарен лидер со директен влез или следбеник, индиректен влез, или сака да го истестира пазарот со продажен посредник. Постојат различни квалификации на модалитетите, најчесто според излезот од матичната земја или според дистрибуцијата на странскиот пазар. Генерално се три форми на настап. Основната извоз на производи и услуги, извоз на права и кооперативни договори во форма на лиценци, франшиза, лон, договори за производно-деловна соработка и извоз на капитал во форма на директни инвестиции, заеднички вложувања и стратешки партнерства. Извозот е традиционален, непосреден настап на пазарот, со трансфер на производи, услуги од една во друга земја, преку директни мрежи или посредници во дистрибуцијата и маркетингот. Тој може да биде директен или индиректен. Директниот извоз е активен кога фирмата на свој трошок и ризик влегува на пазарот. Има активен настап со своји агенти за продажба и има најголема контрола на пазарот. Моделот се користи кога имаме познат пазар и кај производите со висока технологија, кога се развиваат и постпродажни услуги. Директен извоз со пасивен настап имаме кога бираме локален дистрибутер во земјата каде се извезува. На таков начин ја губиме контролата на пласманот, но го употребуваме за нископрофитни и безимени производи. Индиректниот извоз е најкористен начин за извоз, посебно во пограничните региони на нашите фирми. Се избира кога сакаме да влеземе на нов пазар
со посредници. Тогаш ризикот го минимализираме, но ја губиме и контролата на пласманот. Домашни, извозно ориентирани посредници или странски трговци на големо купуваат неспакувани рефус производи и понатаму ги продаваат како бренд. Можеме исто така да ангажираме конфирмирани и неконфирмирани агенти за набавка кои што имаат посредничка задача. Прават првични истражувања на пазарот и ги искористуваат компаративните предности за набавка од соседниот и пласман на другиот пазар. Дали исто така се ангажираат фирми со извозен менеджмент кои што работат за свое име и за сметка на извозникот, наплаќаат соодветна провизија за својата услуга, но не го превземаат ризикот од продажба. Кај извозот на права и договори, каде што е застапено лиценцирањето, франшизата, клучна рака договорите и договорите за долгорочна производна соработка, имаме кратко објаснување. Лиценцата значи продавање на право, користење на име, марка, дизајн, процес на производство, опрема, патент или техничка информација, пронајдок, формула или процес. Франшизата, од друга страна, обезбедува стандардизиран производ или услуга, оперативен систем и поддршка во самото менаџирање. Пазарот каде што истата се воведува, ќе обезбеди капитал, персонал и информации за пазарот. На нашите пазари примери за влез на странски франшизи се Домино Пица, Форнети. Лон производството е категорија каде компаниите добиваат нацрти на готови производи, материјал за производство, определуваат норми и цена за изработка. Во овој случај тие ги користат ефтината, квалитетна и обучена работна сила. Клучна рака е извоз на готова технологија, планирање, дизајнирање, конструкција и изградба на објекти и опрема и обука на локалните кадри. Моделите каде што доминира капиталот се директните инвестиции, представништвата, заедничките вложувања. Тоа значи дека се отвараат филијали во земјата домаќин или се презема некоја домашна компанија. Пример за тоа е грчката Браунфилд инвестиција која овозможи мермерот од прилеп да стане 5-ти најизвезуван производ на грчкиот пазар. Стратешките партнерства се модерни форми застапени во високо индустриализираните нации. Креираат нови производи и технологии и имаат краткорочен карактер. Во наши услови постои обратна поставеност на концептот за настап на надворешниот пазар. Се привлекуваат странски врвни фирми за да можат нашите фирми преку нив да се етаблираат на светската извозна цена. Нашите фирми работат по лон системите, купуваат лиценци, франшиза или примаат странски ноу-хау во рамките на договорите за производна соработка, се заради девизниот прилив и излегување од анонимноста на странските пазари. Ова е поддржано со фактот што текстилот е втор најизвезуван производ во пограничната размена со Грција. Заради тоа, потребно е да дефинираме како ќе настапиме на странскиот пазар, а за тоа користиме соодветни алатки. Во овој пример ја зедовме матрицата на Јохансон. Имено, тој од аспект на фирмата ги следи интерните фактори и тоа ги групира позициите на фирмата. Кога таа би настапувала сама, поединечна позиција, кога би била заштитена и кога би била во контролирана средина. Исто така ги зема типовите на пазар според зрелоста, нов, растечки, зрел и пазар на услуги. Во конкретниот пример ќе направиме една мала симулација. Имаме поединечна позиција на фирмата и зрел пазар. Каков модел за влез на странски пазар ќе употреби фирмата? Секако директен. Кога фирмата сака да се заштити и ќе настапи на нов пазар, тогаш избира форма на заедничко вложување. Доколку сака да го контролира пазарот и да настапи на зрел пазар, тогаш фирмата ќе отвори свое представништво или своја фирма со 100% собственост. Вие можете да направите собствена симулација и да видите кој модел за влез ќе одговара на вашите перформанси. И она што е најважно, што научивме денеска?
типовите за влез на пазар и комбинациите кои што се возможни со користење на матрицата. За да станеме лидер, следбеник или да го тестираме пазарот, ќе избереме влез соодветен на ризикот и секако планираната инвестиција за влез. Некои се први, некои следат, а големиот дел од фирмите прашуваат што се случило. А вие